Добар ден и добре дојдовте во магазин. Ова издание го започнуваме со одно големо изненадување од мојата гостинка Ангела Станишич, која што е карикатуристка и овој подарок го донесе денеска за мене, па ќе го погледнеме, ќе го прокоментираме, а секако и за низината останата работа како радиоводителка и секојдневните обврски како медицинска сестра, бидејќи таа е креативна и сестрана личност, активна на повеќе полиња во продолжение, па затоа останете со нас, а мене ми останува да и посакам топло добре дојде на мојата денешна гостинка Ангела. Добро ти утро и добре дојде. Добро утро, Елена, добро ве најдов, добро утро на сите гледачи на телевизија Сител. Навистина ми е големо задоволство што денеска сум твоја гостинка. Прекрасна си како водителка, морам да те пофалам пред да го започнеме разговорот, и твојата позитивна енергија се чувствува дури на телефон. Да, навистина бидејќи така е. И ти беше позитивна енергија многу се чувствува. И ти беше многу комуникативна и дружелюбива, тоа се чувствува. Сега ќе го отворам ова, ќе го покажам секако и на камерата целосно, иако ти многу убаво го спакува. Кажи ми за почеток, од кога се занимаваш со ова? Како ти дојде инспирација токму за карикатурите? Интересно прашање. Веќе 2 години активно се занимавам со изработка на карикатури и портрети. Освен што изработувам карикатури, изработувам и музички рамки со кодови. Значи, телефонот, кога ќе го скенира кодот, се уклучува песната од YouTube. Веќе 2 години да активно се занимавам. Најголема поддршка, морам да кажам дека на почетокот ни беше нашиот познат пејач Даниел Сидовски. Значи, само он знаеше дека ќе почнам да ги правам, и мојата незаменлива другарка Оле и секако моето семејство, татко ми, мајка ми, кои ми се навистина безусловно секој ден ми даваат поддршка. Дури и кога нешто не можам да избалансирам и да стигнам, некогаш знам и собата да ја оставам вака со 10 рамки, 10 карикатури, ненаместени рамки, кога ќе се вратам од работа, собата не само што ми е чистена генералка, туку и сите карикатури ми се ставени во рамки од страна на мојата мајка. Ето, денеска јас ќе ти видам безусловна поддршка, бидејќи ми е драго навистина што те запознав и ти благодарам уште еднаш за овој прекрасен подарок. Навистина, како ги изработуваш? Колку време ти треба? Со каква техника? Искрено, изработката ми зависи од тоа колку ликови има на карикатурата и каква тема сакаат. Јас имам доста разработен профил на Инстаграм, каде што луѓето таму ми нарачуваат карикатури и обично ми пишуваат. Обично карикатурите ми се со професија. Како што си ти тука представена како водителка, така сакаат и луѓето да бидат представени во она што уживаат, што им е хоби или што го работат. Обично се полицајци, доктори, имаме и уметници што сликаме уметни како црта на платно, баба, дедо со внуци. Тоа ми е најчест подарок, баба, дедо со внуци, обично за роден ден и за секаков вид на прослави. Имаме доста карикатури што се за свадба. Дури јас кога одам на свадба, нели? Како свадбен подарок? Да, свадбен подарок, плико и карикатура рамка од невестата во венчаница, младоженецот нели во дело. Навистина 2 години секојдневна реченица ја слушам, ова ми е најубавиот подарок што го имам добиено до сега. Да, видовме и на некое видео од социјалните мрежи каде што објавуваш, кои што навистина се изненадени и среќни што ваков подарок добиле. Навистина е убаво и колку ти треба, да речем, инспирација, време, сето тоа да го изработиш, каков е процесот, имаме и видео нели од самиот процес, колку тоа знае да биде макотрпно. Изработката ми е навистина брза. Некогаш знам да изработам карикатура и за еден ден, но често на профилот пишувам дека ми треба 3 до 4 дена, бидејќи има многу нарачки од страна што морам да ги завршам. Обично ми кажуваат одредена дата. Некој знае да ме праша дали карикатурата може да биде готова до утре. И мене навистина ми е тешко да го вратам и ја изработувам. Ке најдам начин, ке ја изработам, соработувам обично со карго. Значи преку карго плаќам. За да ги пратиш. Имам соработници им Пошта Радевски, мислам дека според мене број 1 карго во Македонија. Голем поздрав за нив и навистина фала што секојдневно ми носат рамки. До сега не се случило да ми скршат рамка, што многу е битно за мене. Тоа е битно кога се праќа нешто да остане подарокот во првичната форма. Во првична форма, да. Додека кога сум соработувала со други карга, имало моменти каде што ми кршеле и рамки, па сум морала да праќам рамка посебно на луѓето. Каде се ги праќаш? Низ Македонија или и надвор од Македонија, бидејќи знам дека и во странство исто си многу барана. Да. Ете си дознала и таква битна информација, навистина е битно за мене. Мојот брат живее и работи во Германија. Чисто имам нарачки од таму, му ги праќам преку мејл во PDF форма, он ги вади, ги става во рамка, ги носи до адреса каде што треба, активно работам за Србија. Дали ќе веруваш, последната нарачка ми беше за Бразил. А тоа е наши луѓе што живеат во Бразил или бразилци? Бразилци.
Да, Како имам се случи да другарка. дојдеш да? Сега ќе кажам, имам другарка Милица, позната ракометарка, игра за клубот на Македонија. И кога беше Секрет Санта, однесе подарок на друга ракометарка, карикатура. Рече, цел клуб падна во шок каква карикатура имав однесено јас. И често ми се нарачките од таму. Последно исто така имав за Шпанија, наши пријатели беа во Шпанија, однесоа подарок карикатура. За такви пригоди имам рамки кои што не се со стакло, туку се пластифицирани да не се скршат во авион. Така. И така. Се снаоѓаш дури да. и за подалеку. Да. Која ти била, да речеме, најинтересна нарачка, која што ти одземала повеќе време или најголем предизвик? Најголем предизвик, да, имав карикатура со 18 луѓе. Значи имав 4 такви карикатури некој колектив или фамилија? Фамилија, моминска на девојка. Аха. Да, имав насликано, пригодата беше покрај базен и ги имав насликано сите 18 девојки покрај базен со нели невестата во средина. Имав 2 такви карикатури со 18 лика и уште 2 по 15 или 16, не можам точно да кажам, исто така за фамилиарни карикатури. Навистина Дури сега бројка. имам една нарачка што треба во рок овие 2 недели да ја спремам за играорна група од 20 луѓе. Тоа ќе ми биде најмногу со 20 луѓе. Дали може би полесно кога дигитално се работи, а не се црта рачно или... Видете, многу луѓе кога ќе кажам дека се дигитални карикатури, мислат дека имам апликација која што работи за мене. Воопшто нема таква апликација која што работи за мене. Се сама прво се цртаа дигитално, значи прво ги цртам дигитално, подоцна ако некој побара со истата тема, правам преработка на истата. Но прво карикатурата е нацртана. Тоа значи зборо дигитално, мислам дека имаме и видеа на Инстаграм во Reels, да ми стојат, каде што може да се погледне целосна изработка како се изработува дигитална карикатура. Да, го имаме и ние тоа видео, секако и ќе го погледнеме, а да речеме ова, например, која што ја донесе за мене, не е од фотографија некоја која што беше веќе готова, туку ти имаш инспирација да додадеш, да речеме, некои детали, да го направиш тоа да изгледа поинаку од оние вообичаени фотографии кои што ги имам. Да. Така што тука твојата креативност и инспирација додатно се гледа. Така е, и го има и Сител, да. Има и магазин точно, мислам дека исто го насликав како логото. Да, да. Да, многу убаво, значи си внимавала на секој детал. На секој детал, да. Многу сум деталистка, Елена. Мислам дека тоа ми е карактеристика наследена од татко ми. Многу е деталист, професионалист, до точка, до ситница гледа да е нацртано како што треба, бидејќи мојот татко, талентот секако го има наследено од татко ми, преубаво црта, меѓутоа не е уметник, туку се занимава со услуги што исто така припаѓаат на уметноста, фасадер, што се занимава со молерајски услуги и сепак тоа нели куќа која треба да направиш, треба да биде точно до цртка како што треба. Така, верувам дека е најгорд на тебе, бидејќи токму талентот од него си го наследила, ти како што кажа, безусловна подршка секогаш си имала од нив. Да. А кој, да речеме, ете од познатите личности најмногу те поддржувал, бидејќи знам дека имаш подарено карикатури и на многу јавни личности, меѓу останатите, нели? Да. Обично кога правев интервјуа во радио, секогаш кога правев интервју, подоцна следуваше еден уникатен подарок за сите нив како благодарност, нели, што ми гостувале во емисија, бидејќи навистина големи личности беа дојдени да им правам интервју во радио. Мислам дека најмногу впечаток ми има оставено реакцијата на Теја Таировиќ, кога ја дадов карикатура. Тоа беше еден умав ден, имав интервју со Неза, претходно мислам ми беше интервјуто во една скопска дискотека, пред да биде концертот и дента кога бевме ние како медиуми на конференција, сите поставуваа прашања и викаме, малку јас ќе ослободам од прашања, ќе дам подарок. Многу бава реакција имаше. Браво. Мислам и она е многу, сама по себе е многу позитивна. Како голема звезда, можам слободно да кажам голема звезда, многу е скромна и многу приземна. Браво, по тоа се гледаат вистинските вредности на самите звезди, нели, кои што остануваат приземни и скромни, нели, природни, како што кажа. Имаш дадено и на Цеца исто така, од регионот, нели, од звездите. Иво никад не е касно исто подари карикатура. Да, многу бава реакција имаше, Жика, мислам, он е прекрасен водител.
Исто кажуваше, вика, многу убаво си ме направила, без брчки, ќе одам ќе се оперирам, естетски операции, спомнуваше, беше тоа баш убав подарок и за него. Таму беше по друг повод, така? Како гостинка. Како гостинка, да. Искрено да ти кажам, тремата е многу поголема кога си гостин отколку кога си водител. Че јас никад не касно имав таква страшна трема, никогаш во живот не ми се случило. Еве сега немам, како водителка немам, ама кога бев таму, тоа беше нешто посебно, не знам, вака срцето ме мислам ќе ми излеташе. Да, можеби и ради самото обкружување или самото шоу, луѓето кои што биле таму. Мислам, таму се збори српски, секако ние нели по потекло сме срби, зборуваме српски, но некогаш не ти доаѓа некој збор да го кажеш. И затоа може ми беше малку потешко така. Можеби затоа имав толкава трема. Но битно твоето гостување секако поминало убаво и успешно со огледи на карикатурата. Да, на крај покрај таа трема супер помина. Така, таму тогаш беше Никола Станишич. Да. Исто така, твојот братучет, колку си му пак ти негова поддршка? Дали го бодриш, го следиш на настапи? Јас со Никола сум од самиот старт кога почна да пеам, пеам многу мал. Исто наследен талент, цела фамилија ни се занимава со пеење, со свирење. Мислам, и самиот може да каже колку сум му поддршка, често му изработувам постери, каде што настапува, сите постери јас му ги изработувам, графички дизајн. Многу си го сакам, ние во семејството не се доживуваме како братучеди, бидејќи уште од мали сме навикнати сите заедно. Чичко ми често по странство како пејач, татко ми, мајка ми сите деца не чуваа и уште мајка ми уште како мала не учила дека ние не треба да се гледаме како братучеди, туку треба да бидеме меѓу себе браќа и сестри. И денеска така може и сега на гледачите ќе им стане појасно дека ми е братучет, бидејќи сите мислат дека ми е брат. И мене тоа ме прави многу горда и радосна. Да, не бевме сигурни дали ти е брат или братучет, но ти ни потврди дека ти е братучет и убаво е што се поддржувате во вашите професии. А со Цеца како се запозна? Јас со Цеца уште се немам запознаено. Никола додека оди на проби за Звезде Гранта, моментално Лион се надпреварува на тоа шоу. И таму е ментор? Да, така, да, Цеца му е ментор и он имаше дадено карикатурата. Браво. Никола, те мувам, сликни ми ја да објавам на страната. Има и фотографија, да. Исто и со нашите пејачи и музичари, инструменталисти тука соработуваш, односно има добиено твои карикатури. Кој се е дел од оваа листа? Даниел Сидовски морам да го спомнам прв. Да. Најголема поддршка ми е. Порано бев чисто дел од неговите настапи, бидејќи не работев како медицинска сестра, немав толку одговорност. Сега малку така паузирав со излегување, дискотеки, не памтам кога последен пат сум била во дискотека. И му реков, Даниел, вечерва ќе ти донесам еден подарок, кој што понатаму ќе прерасне во мој мал креативен бизнис. Сакам само ти да знаеш и си како другарка Миоле. Многу ме поддржува. И му однесов, Јелена, Даниел се радуваше како мало дете. Рече, морам јас да те објавам, дали да те тагнам тебе како профил, нели, мојот личен профил. Реков, не сакам никој да знае дека јас ги изработувам карикатурите. И интересно е што година дена никој не знаеше дека уствари јас сум таа што ги правам карикатурите. А како се реши да обелодениш таа информација? Ти требаше време, храброст или што беше сакав потребно? да знаат дека сум јас од причина да не ми пишуваат на мојот личен профил. Бидејќи кога ќе ми се измишаат профилот за карикатури, мојот личен профил има нарачки што можам да ги заборавам, а јас нели на сите страни нормално се дешава да забораваме. Значи сепак имаш профил само за карикатурите? Да, само за карикатури. До сега немам примерно нарачка на мојот личен профил и само ради тоа не сакав да се знае дека сум јас. Мислам дека девојката што ја правам ногти, што ми прави ногти, се извинувам, и она исто од почеток знаеше, ми рече направи ми една карикатура, ако 20 девојки денеска влезат, 10 од нив ќе сакаат. Да. И навистина беше така и она беше моја голема поддршка, Ена. И мислам дека она на некого имаше кажано, и она ме форсираше, зошто не кажеш дека си ти, зошто не кажеш дека си ти. Кога ќе знаат луѓето дека ти ги правиш, уште повеќе нарачки ќе имаш. Викам, не ми е за тоа, не сакам да ми се мишаат профилите. Дури и видеото вчера кога го ставив како најава дека ќе бидам денеска тука гостинка, многу ми пишаа дали сериозно ти ги изработуваш карикатурите. Навистина, не знаеа така. Да, бидејќи јас во последно време почнам да се занимавам и со ширење на бизниси на други луѓе, снимам видеа, маркетинг, реклами, каде што ги промовирам бизнисите. И сите мислеа дека јас оствари карикатурите ги промовирам на некој друг. Така, дека ги рекламираш. А што мислеа, кој тогаш ги изработува или воопшто? Не знаеа, мислеа дека само препорачувам карикатура за подарок. И не ни претпоставуваа чии се, ти односно кој ги изработува. Добро, баш вчера некој имаше пишано, добро ти зарем толку си многу талентирана што постигнуваш на сите страни.
Фала му на Господ, ете, можам да постигнам. А колку е тешко да се балансираете и со обврските како медицинска сестра, Елена, бидејќи тоа е голема одговорност, како што кажа ти. Ако кажам дека не е тешко, ќе те излажам, бидејќи навистина е тешко, но сепак пак се тука родителите кои што ми помагаат во позадина. Често знаат луѓето да дојдат и кај мене дома да ја земат на рачката кој ми се брза, пак излезе мајка ми, татко ми, небитно, ќе ги дадат карикатурите. Но јас во животот се водам со едно мото. Се што се сака се може. Да. Ако сакаш ќе успееш, ако сакаш ќе можеш. Има тука една српска, снаđи се па живи, па ти кога ќе се снајдеш пак исто ќе можеш. Да. Значи тоа е тоа. Се што се сака се може. Така, ако се изменаџира убаво времето, ако се организираш, каде работиш како медицинска сестра? Работам во приватна здравствена установа Vita Medical, веќе 6 месеци. Работам со докторка која што има 40 годишно работно искуство и исто толку и постара од мене. И навистина многу сум среќна што почетоците од мојата медицинска кариера си ги градам со една таква професионална докторка од постара генерација. Морам да ја поздравам, поздрав за доктор Славка. Многу е горда Елена на мене. Дури имаше некоја обврска што требаше да ја заврши са Бајле и рече нема да одам да ја завршам, само да можам да те гледам тебе. Така, значи ќе го види поздравот. Да. Исто така имаме голема карикатура во незината канцеларија, она како докторка, јас како медицинска сестра и 80% од пациентите што ќе влезат прво тоа го забележуваат. И одма ја прашуваат од кого ти е подарокот, која сликаше. И гордо кажува дека подарокот е од незината сестра и дека незината сестра нели ги црта карикатурите. Луѓето можам да кажам дека се во шок, одма доаѓаат, ме прашуваат како, колку време ми треба, нели за цена обавезно прашуваат сите. И така, многу сум горда што работам со една таква докторка. Така, дали заврши предходно некакво образование поврзано со ова? Да. Мислам, не може да работиш како медицинара ако нема завршено. Туку дека ги спомна карикатурите, цртањето, помислев и во тој домен. Дали нешто учеше и за цртање, бидејќи како медицинска сестра секако мора да имаш образование? Да, јас погрешно те разбрав. И во врска со цртањето, дали и тука имаше или си самоука? Самоука, талентот ми е наследен од татко ми. Да. Фотошоп исто така сама ќе се снимнам апликација, ќе си ја разгледам. Многу луѓе знам дека плаќаат курсови за да учат фотошоп и тоа е сосема во ред, но не знам, едноставно си силнувам нешто, си го разгледувам и веднаш добро го владам. Така, а медицината, дали ти беше тешко да ја совладаш? Па, искрено да ти кажам, почетокот во средно медицинско беше навистина тежок. Тешки беа предметите, требаше многу да се посветиш за да научиш, меѓутоа, јас имам едно добро кај мене, многу брзо учам. Значи, и сега на факултет имав колешки колеги што спрема испит по еден месец. Јас ке седнев 3 дена пред испит, ќе напишев на лист, обавезно мора да ми е обоено во бои, со маркери, подцртано. Ако не ми е, нема да научам. Или ако ја гледам вака книгата, не можам да научам. Ако ќе ми е подцртано со маркери, еден ден обавезно губам во подцртување. И после тоа, еднаш два пати ќе го прочитам, ќе отидам на испит, пеам. Браво. И јас сум учела така, тоа е битно кој ќе се обележат некои важни информации или како што велиш ти со маркери. А во медицината важни информации се цела книга. Многу. Но ето ти си успеала и за тоа да најдеш нели некоја финта да речеме или да ги совладаш оние потешки моменти. Имаш ли некој да речеме периоди кои што ти биле поинтересни со работа и искуство со доктори, со пациенти, некоја ситуација да издвоиш, нешто што ти останало во сеќавање? Јас како медицинска сестра работам само 6 месеци, меѓутоа не ми е прво работно искуство, имам работено како медицински лабораториски техничар, тоа ми е и средното. Факултет студирам рентген технолог. Сега сум веќе при крај, мислам испитите ми се завршени, спремам дипломска, се надевам дека после Великден ќе дипломирам. Браво, уште малку значи при крај си баш. Да, јас спремам дипломската, се договараме со менторката како што нели ми издвојуваш кои ми се грешките. Често одам сега од Сабајле кај неј за да се видам. Интересно ми од пациентите тоа што сите ми викаат колку лесна рака сум имала. Тоа е битно. Да. Мислам, битно и за мене и за пациентите. Бидејќи јас кога дојдов не знаев да боцкам мускулно, бидејќи нели сум лаборант, не сум сестра. И многу ми беше страв, меѓутоа сестрата Аделиса што работеше пред мене, мислам јас сум и по нејзина препорака тука, бидејќи она напушти, ме и препорачала на докторката да дојдам јас, бидејќи сум и школска, и докторката и Аделиса ме учела да боцкам, ме покажува на пациенти нели како се боцка. Почнав да боцкам и сите пациенти ми вика, а мене ми беше многу страв дали ќе ги боли, пошто сум многу чувствителна. Како да се боцкам себе си?
И многу ми е битно кога ќе дојдат и кога ќе речат дека од инекцијата им е подобро. Тоа ми е навистина многу битно и најбитно од мојата работа ми е кога ќе речат Господ да те благослови. Значи, таков благослов од таков пациент што дошол искривен, ти него да го боцнеш и утре дента ти доаѓа позитивен, насмеен и ти кажува сестро, навистина имаш лесна рака и ми е подобро, мене за тоа ми е некако се чувствувам дека работам најблагословената професија. Така, особено ета што си му подобрила некоја ситуација на човекот, на пациентот. Грижата за пациентите секогаш не е на прво место. Да. А во однос пак на другата работа што работеше како радиоводител, која ситуација пак од таму би ја издвоила како најинтересна или комична можеби? Дали нешто се случило, некоја анегдота ете со гости, да речеме? Со гости не, секогаш сум гледала да бидам професионална, према не сум имала. Договарањето ми беше најинтересно. Бидејќи они не се лесно достапни да ти вратат, да ти се јават, нели се пак се од Србија. И никогаш не одев договарање менаџер со менаџер. Секогаш си одев на принцип јас со пејачот. Да, не одеше никогаш со менаџер. Не. Така Зорана Мичановиќ, она ми беше гостинка, многу позитивна девојка, супер пејачка. Од менаџерите кои што ми ја договараа, чекав мислам дека една недела да ја договорат. И брат ми вика, добро, ние приватно се знаеме со нејзе. Ако сакаш јас ќе пишам. Бидејќи се знаеме, нели Никола се надпреваруваше во Звезда Гранда, она беше исто дел од тој проект. Од тоа шоу. И Марио ми вика, зошто не ја пишеш директно на нејзе, контакт, не чекај на менаџери. Елена ја пишав, не поминаа некој пола сат ми врати. Браво. Да. Доаѓам гостинка, ќе бидам, мислам, ние се знаеме и претходно гостуваше тука во една дискотека и ми рече следен пат кога ќе дојдам, штом си водителка, доаѓам кај тебе во емисија и навистина се го одржа ветувањето. Така е, од нашите македонски артисти. Македонските артисти најубавото интервју. Да. Секогаш сум им била многу голема поддршка. Често во радио сум пуштала македонски песни. Се местев дел српски, дел македонски, но повеќе македонски, бидејќи сметам дека нашите артисти немаат многу добра медиумска поддршка, освен тука кај вас во студио што доаѓаат и уште некоја си програма, сметам дека порталите за нив не пишуваат. И мора да поработиме како медиуми да им се даде уште поголема медиумска поддршка. Зашто често ги следам и српските портали, имам другар кој што работи за српски портал и нешто што се случува во Македонија, македонските портали не го пишуваат српските портали. Исто така кој ја дадов карикатурата на Теа Тировиќ, не еден македонски портал не напиша Теа Тировиќ доби уникатен подарок во Македонија. Додека сите српски, РТС, Пинк, сите на секоја телевизија не имаше. Браво. Имам само еден другар, како што спомнав Дарко, што работи за српски портал, само он го имаше напишано тоа од нашиве македонци. Да. Браво што ета таму нели си била прочуена и позната во тој момент по тоа што си го направила и подарила. Мислиш ли дека за сите професии е така? Дека повеќе не ценат во странство отколку тука? Да. Значи тврдам дека нашата работа е многу поценета во странство. Да. Не само за музичарите, туку и за други типови на уметност. Дали се повеќе препознаени таму? Значи не поддржуваме наше македонско, секогаш поддржуваме српско или странство. Бидејќи карикатурите се видна уметност и затоа велиш таму си била повеќе почитувани и ценета, нели во Мислам, јас со карикатурите навистина немам проблем, сите ме почитуваат. На профил убава комуникација си имам со клиентите. За тој дел не можам да кажам. Само во однос на медиумите. Да, во однос на медиумите и секако сите други професии. Така, тоа е штета што е. Штета. Навистина голема штета бидејќи не си го цениме нашето. Да се надеваме дека за тебе повеќе ќе се пишува, бидејќи надалеку се слуша. Реков Мета дека во многу држави твоите карикатури се прочуени и се подаруваат. Имаш ли можеби некоја желба, да речеме, во иднина во врска со твојата професија, која сакаш да биде примарна? Има ли нешто со што сакаш да продолжиш да се занимаваш и повторно? Тука е медицината секако. Да. Но што е она што сакаш да ти биде? Најпримерна професија ми е медицината, бидејќи грижата за пациентите ми е на прво место. Јас генерално сум човек што многу сака да помага на другите. И кога ќе видиш сите мои
професии, се она што се занимавам се надоврзува на таа тема. Помагам за грижа на здравјето на пациентите, помагам луѓето да си најдат креативен подарок за секаква пригода и помагам на бизниси да се прошират што повеќе. И како водителка имав многу реклами за бизниси, и како маркетинг менеджер во моментов со видеата. Многу ми е драго кога ќе ми се јави мој соработник и кога ќе ми каже Ангела, откако го стави видеото на Инстаграм, работата 100% ни е подобра. Браво, тоа е, ете, и за тебе големо задоволство. Многу сум задоволна од таа реченица. Така, предлагам да ги погледнеме и видеата околу изработката на карикатурите и твоите клиенти и секако да... Ете, погледнавме дел околу изработките на карикатурите, а знаеме дека често и донираш, па можеш повеќе околу ова да ни раскажеш каде ќе одат средствата од следните твои карикатури? Да, често донирам, меѓутоа не сакам да се знае јавно. Обично, на крајот на годината имам голема донација од новогодишни пакетчиња за децата од ТЕСО из детско село. Оваа година правев донација за мојата другарка Стефи. Она има тим со деца со посебни потреби, тимота. И тоа го објавувам, бидејќи сметам дека треба да ги поттикнам другите луѓе да го направат истото. Меѓутоа, помагам и на неколку семејства во текот на месецот. Тоа никогаш го немам објавено, не сакам и да се знае, нели, мислам со лице никако, бидејќи има многу луѓе што споделуваат директно со лице на Facebook и на Instagram слики кои донираат. Сега имам покана од мојот духовен отец Костадин да го отвам 250 оброци за хуманитарната организација Свети Спас, која секојдневно овозможува 250 оброци за луѓе во склопот со црквата, тоа е исто. Многу сум благодарна на отец Костадин што ме повика, па така јас одлучив парите од карикатурите што ќе бидат нарачени во следните 2 недели, бидејќи готвењето ќе биде за 2 недели, да ги донирам за намирниците, че намирниците за јадење да се купат. Секако во оваа донација не сум сама, ќе учествуваат и мои блиски другари и колеги, медицинари. Значи сите блиски другари ми се медицинари. Стефан ми е доктор, Оле е стоматолошка сестра, Александар и Денис се лаборанти, Марија е медицинска сестра и ние одлучивме како медицинари да отидеме и да направиме еден убав гест и убава донација во Великденскиот пост. Браво, што значи продолжуваш со таа твоја мисија која што веќе трае некој време. Какви се реакциите, коментарите после тоа за оние луѓе кои што знаат дека ти стоиш позади тие акции? Сите многу ме поддржуваат, дури често добивам прашања дали ми треба помош, дека сакаат и они да донираат. Меѓутоа, кога донирам пакетчиња, сакам да сум се лично јас сама. Оваа година ми помогна мојот другар Александар, кој што спомнав дека е лаборант. Исто така имавме донација и за хуманитарната организација Свети Спас. Но сега ова ќе биде една посебна донација за мене, бидејќи е поканат мој духовен отец Костадин. Он е прекрасен човек, често ме води низ христијанската вера. Значи за се во животот добивам благослов од него. Пред да почнам нешто да се консултирам дали е добро, дали може да добиам благослов. За отец Оливер сите веќе знаеме. Отец Оливер е исто така прекрасен човек кој неговите дела кажуваат се. Секојдневно да храниш 250 луѓе. Не само што спремаат оброци како организација, туку и многу донираат кревети, плакари, значи се што може да се помогне, тука е отец Оливер. И навистина многу сум им благодарна за поканата. Господ нека ги благослови за нивните добри дела. Така, не е тоа мала работа, нели да се случува и ти што си ете поддршка, таму е секако нешто убаво и благородно што го правиш заедно со твоите колеги, кои што, како што кажа, се исто медицински лица. Пред самиот крај ми останува да ти се заблагодарам уште еднаш за оваа многу убава карикатура, која што ќе ја покажам уште еднаш. Навистина ми беше големо чест и задоволство да те изработам, значи твојот убав лик со таа сјајна насмевка, прекрасна си како личност и како водителка. Ти благодарам. И ти исто така навистина си комуникативна и позитивна и се надевам дека повторно ќе ти имам како гостинка. И да те прашам за самиот крај, дали можеш да погодиш кој изведувач би го пуштиле на самиот крај, бидејќи ќе пуштиме музика, со песна секогаш завршуваме. Никола Станишиќ. Секако.
Баш ми е мила. Погоди од прва, да, бидејќи ти си исто негова поддршка, негова братучетка и ќе продолжиме со музика од Звездите на Гранди, неговиот настап, а тебе да ти се заблагодарам уште еднаш за гостувањето и да ни дојдеш пак да ни донесеш убава енергија, како и ова утро, бидејќи многу брзо ми помина. Ти благодарам, Елена, уште еднаш на поканата, навистина ми беше големо задоволство што бев твоја гостинка, бидејќи нели како водителка сум навикната да сум од другата страна. Така е. Меѓутоа, многу е побаво да си гостим. Навистина? Да. Значи нема таа трема како во никад не е касно. Не. Па Дали супер. може би твојата позитивна енергија ми направи да немам трема? Тогаш ќе ни дојдеш пак. Ќе дојдам обавезно, ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам и тебе, ние се гледаме повторно, а вие останете на Сител телевизија да уживате и во најновите настапи на Никола Станишич од Звездите на Гранд. Пријатно.